No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. И добро дојдовте повтор на каналот кај BetTeacher Crypto. Денеска ви сакам да направиме едно поинакво видео каде што ќе ја објасниме ситуацијата помеѓу Иран и Америка и Израел. Како што веќе знаете, американците и израелците веќе го нападнаа Иран и веќе се води ова борба неколку дена. А денеска сме тука да ја анализираме оваа ситуација, да видиме што можат едните и другите да направат и што всушност прават. И секако може да очекуваме оваа војна да трае со недели, а можеби и со години, но едно што е сигурно е дека ништо нема да биде исто после оваа војна. Ајде сега да разгледаме некои факти кои што всушност се случуваат моментално. Како што знаеме, веќе во саботата беше ликвидиран врховниот командант на Иран, кој што беше главната цел на американците и израелците во овој напад. И сега тука имаме некои неразјаснети информации, каде што израелците и американците изјавија дека имаат вистински разузнавачки информации за тоа каде е овој лидер и испратиле авиони само за да го бомбардираат тоа место, додека пак исто така имали и свој шпион кој можел да го сними мртвото тело на овој човек, додека пак иранците го негира овој факт на почетокот и на крајот иранските власти признаа дека овој човек навистина е мртов. Исто така те изјавиле дека тој можел да остане жив доколку бил веднаш префрлен во Москва, но всушност тој избрал да умре, како што кажал дека сакал да умре за својот народ, но во суштина не умрел само тој, туку и умреле скоро сите негови роднини, неговата ќерка, неговиот зет, неговите внуци, целото семејство загинало во овој воздушен напад од страна на американците и израелците. И додека американците и израелците мислат дека ја завршиле работата, иранците ова го сметаат како мачеништво, односно религијата на овие луѓе се нарекува шија, додека пак имаме и суни. Тоа е друг вид на религија во муслиманството. Како што знаеме, суните се мнозинството, додека пак шиите секогаш биле малцинство. Во шиитската религија основната вредност, односно она што ги поврзува сите е вербата во Бога, и она што ги води луѓето во оваа религија е всушност тоа мачеништво. Тоа значи да се умре за твојата религија, а тоа воедно значи и да се жртвуваш за општественото добро. И сега замислете го ова жртвување на овој лидер, се со цел да се мотивираат луѓето во оваа војна. И за иранците ова всушност не е економска војна или пак некоја си војна на отпор, ова за нив е наречен џихад, војна против така наречената сатана за одмаздување на својот лидер. И она што треба да биде битно тука е дека тие ќе се борат до смрт. Нешто друго што исто така е битно, кога беше убиен овој лидер, исто така беше нападнато и едно училиште каде што имаме околу 150 жртви, и ова всушност се деца во основно училиште. Секој на почетокот било дискусија што всушност се случувало, додека пак израелците изјавија дека училиштето всушност било блиску до таму каде што се случувал нападот и дека ракетата од воздушна одбрана излетала од курсот, додека пак иранците го негираат тоа и велат дека израелците намерно го нападнале тоа училиште за да ги убијат сите тие деца. И секако секој би се прашал зошто всушност израелците би го направиле ова, но многу добро знаете што прават во последната година на палестинскиот народ и верувам дека тоа ви кажува многу работи. И оно што сега го прават иранците е тоа дека им докажуваат на израелците дека тие веќе дадоа својата жртва и дека се спремни да одат до крај за да ја добијат оваа војна, бидејќи во овие неколку дена веќе имаме константни напади од страна на Иран во Израел, а и во американските бази кои што се блиску тука на Блискиот исток. А ова напаѓање на овие училишта секако го сплоти иранскиот народ да се дигнат против израелците. И секоја немаме доказ дека израелците всушност ова го направиле, но доколку гледаме од нивните претходни постапки, можеме да се сомневаме дека всушност тие го направиле ова.
А сега да продолжиме со следното и што е ова? Ова е всушност Дубај, едно од најдобрите и најбезбедните места во светот. Мнозинството од западот всушност се сели тука затоа што не плаќате данок, многу е чисто и заработувате многу пари тука. Има големи ресторани и секако туризмот тука е многу развиен, а имаат и еден од најпрометните аеродроми тука. И Дубај е дел од економската и политичка унија наречена Советот за безбедност на арапските држави од заливот. И долго време Дубај го имаше иматот на заштитена држава од американците, што значи дека не требале да плаќаат за одбрана и се наоѓаат на Блискиот Исток, каде што главниот сектор тука е производство на нафта и затоа тие беа многу фокусирани на авиацијата, формирање на логистика, се фокусираат на финансирање на туризмот и секако тие беа едно од најбогатите луѓе во светот, го имаат и најпрометниот аеродром во светот. И всушност тие цвета во тоа време додека беа под заштита на американците. И на некој начин Дубај му кажа на светот дека сака да биде оно што е Швајцарија во Европа и дека не сакаат да имаат никакви конфликти и да биде земја која што ќе биде неутрална и дека нивната главна цел е тука да доаѓаат луѓе, да се забавуваат, да заработуваат пари, а воедно луѓето од Дубај да го развиваат овој туризам. И со почетокот на војната иранците веднаш го нападнаа и Советот за соработка на заливот, кој што се наоѓа моментално во Дубај, и тие ги нападна и другите држави кои што се во овој совет, а тоа се Катар, Бахрейн, Кувајт, Јордан. И всушност тие не знае што се случува, затоа што тие го има приматот на неутрална држава и се многу изненадени од нападите од иранците. Секој аеродромот во Дубај беше затворен, додека пак богатите луѓе сакале да платат дури и по $300,000 за лет за да успеат да се извлечат од Дубај во тој момент. И долго време Дубај имаше репутација дека е една од најбезбедните држави и затоа богатите луѓе ги фрлаа парите таму. И откако иранците го нападна Дубај, би можеле слободно да кажеме дека на долго рок овој град веќе е мртов и сега дека никој не би сакал да се пресели на некое место кое што во секој момент би можело да биде нападнато. И прашањето е главно зошто всушност Дубај, кога американците ја напаѓаат, зошто напаѓате други држави, но вистината за овие места, иако се преправа дека се неутрални, всушност тука имате американски бази кои што многу брзо можат да ги нападнат Иран и им дозволуваат на американците и израелците да го користат нивниот воздушен простор, а со тоа Иран имаше и претходни најави дека сите кои што ќе го дозволат тоа ќе бидат нивните противници и дека немаат да имаат милост за никого. И всушност оно што го гледаме тука е Бахрейн, и Бахрейн би можел да биде еден од главните цели на Иран, затоа што тука се наоѓа американската пета флота и како што можете да видите, иранците го напаѓаат ова место кое што веќе е разнесено. Бахрейн всушност е интересен поради религијата, каде што и тука имаме 50% шии, кои што се религијата на иранците, но луѓето кои што владеат со оваа држава се суните, и што сакаат всушност иранците да направат тука, не само што ги уништуваат овие земји економски, туку сакаат да потикнат и религиозна војна против овие држави. Главната цел на оваа религија моментално е да се изврши джихад против оној кој што им нанел зло, и веројатно Бахрейн е оној кој што првиот ќе падне, Дубај ќе биде оној кој што ќе биде економски дефинитивно разрушен, а и сите други земји на заливот, вклучувајќи и Саудиска Арабија, која што би можела на крајот да се распадне.
И секако, ајде да продолжиме, би можеле да знаеме како всушност ќе се одвива оваа војна и доколку ја погледнеме географската местоположба на Иран. Дури ако не знаете зошто оваа војна, не ги знаете оние учесници во оваа војна, оваа мапа може да ви каже многу работи, а воедно и тоа како оваа војна би можела да се одвива. И доколку ја погледнеме оваа област тука, оваа област всушност е широка околу 33 километри, што дури би можело да се преплива, но е една од најзначајните области во овој регион. И оваа област тука се нарекува Strait of Hormuz, и оваа област е една од централните точки во светот и главната врска во светот. Ајде сега да објасниме зошто е тоа така. Доколку погледаме подетално, сите овие земји имаат главен извор на нафта, каде што 20% поминува низ овој дестец, само од оваа страна на заливот мора да помине за да оди каде? Да оди во Азија, односно Индија, Пакистан и другите држави. Едни од главните држави кои што зависат од оваа нафта се Индија, која што зависи околу 60%, и Кина, која што зависи од околу 40% од оваа област. А едно од главните зависници од оваа област е Јапан со околу 75%. И погодете што овој залив е веќе затворен и можеме да очекуваме во следните месеци дека глобалната економија ќе страда. И тоа беше првата точка. Втората точка е тоа дека кога овие земји испраќаат нафта низ оваа област, што добиваат за возврат? Добиваат храна. И секоја мнозинството не го гледа како главен фактор овој совет за соработка на заливот, но тој игра еден од главните и клучните улоги тука, затоа што е многу битен за Американската империја. Што е тоа Американската империја? Тоа во суштина е петродоларот. А идејата пак на петродоларот е всушност дека доколку го погледнеме американскиот долар, тој не вреди ништо. Тој се цени само кога луѓето го бараат, и тука генералниот секретар на овој совет вели доколку сакате нафта од нас, мора да ја купите во долари, и тогаш тоа станува главната вредност на американскиот долар. Значи, доколку овој совет се распадне, тоа би значило и пад на Американската империја. Доколку ја блокирате оваа област, значи немате проток на нафта, немате проток на храна, значи дека овие луѓе сите ќе умрат. А доколку гледаме процентуално колку всушност добиваме храна во овие земји од овој залив, тоа би било околу 80%, дури 80% од храната што се конзумира тука доаѓа од странство. Терасне тука не се произведат, туку се увезува од другите држави, и секако оваа област е до најважните, и иранците го задушија за да ја забават глобалната економија и со тоа да ја банкротираат Американската империја. Сега, доколку погледаме малку подетално на оваа мапа, можеме да забележиме тука, доколку ја гледаме оваа област тука, ова се планини. Всушност, ова не е фер натпревар, затоа што ова се планини. А што можеме да правиме на планините? Едноставно може да скриеме оружје, може да скриеме ракети, и ова би можело да биде целата офанзивна стратегија на Иран. Од тука може да имаат своји ракети, беспилотни летала со кои што те го напаѓаат овој залив тука. Што всушност би нападале? Тие напаѓаат три работи. Првично, тоа се американските бази. Број 2 би можело да биде нафтата и енергија. Едноставно замислете колку може да биде тешко со еден дрон тука да дигнете едно нафтено поле. Тоа воопшто не би представувало проблем. А дали пак можете да ги одбраните од неко? Не, воопшто. И последното нешто което многу е битно, а тоа е водата. И многу едноставно, барем за Иран, каде што може да одлучат да ги разнесат сите овие земји на заливот,
и никој ништо да не може да направи во овој случај. И секако доколку погледаме подобро, можеме да забележиме дека оваа земја има проблем со суша, а една од главните цели на американците и израелците е да ги уништат снабдувањата со вода на оваа земја и секако во следниот период би можеле да видиме можеби и потенцијално напаѓање на водоснабдувачките елементи на оваа земја, како и на браните и слично. Тоа би можело да предизвика и бегалска криза во оваа држава и оваа војна би можела да биде и доколку можеме да наречеме и така крајот на светот, бидејќи и двете страни можат тотално да се уништат. Единственото прашање тука би можело да биде колку далеку сакаат да одат и колкава криза сакаат да предизвикаат во светот. Но тука имаме уште поголем проблем, затоа што иранците се шии. Вие губивате нивниот религиозен човек, еден од најбитните луѓе во оваа земја, што значи дека самата нивна религија ни кажува дека овие луѓе се спремни да одат многу далеку. Додека ако погледаме на другата страна, овие луѓе исто така се муслимани, но се материјалисти, односно ги сакаат парите и 90% можеби од овие земји се странци, поготово во Дубај, каде што 90% од населението е странско и е населено тука. И што ќе се случи доколку тие бидат нападати, верувате дека овие луѓе само ќе ја напуштат оваа земја, како што веќе имаме гужви на аеродромите во Дубај. И секако тука имаме уште едно главно прашање, дали американците ќе користат и копнени трупи, затоа што еден од големите можности да се совлада оваа земја е само да се нападне преку копнените трупи и дали ќе испратат голема количина на својата војска тука за да ја собори владата на Иран. Второто прашање кое што би можело да биде интересно тука е дали доколку ја губите војната би можеле да користите и нуклеарно оружје како еден од последни начини да се одбраните, кој во тој случај би бил на вашата страна. И оваа ситуација би можела да биде лоша за Европа, затоа што Германија, Франција и Велика Британија најавуваат влез во оваа војна. Погодите што доколку тоа се случи, Русија и Кина исто така би можеле да навлезат во оваа војна, и тоа од страна на иранците, и ова би можело да предизвика Трета светска војна. И поради големата важност на Блискиот исток, секој би морал да се вклучи во одреден момент. И секој после долги истражувања, тоа се некои теории кои што би можеле да ги направиме во моментот. А секој вие можете да дадете своје мислења во коментарите на ова видео и за тоа како мислите дека оваа ситуација ќе се одвива. А ние завршуваме за денеска. Се гледаме во следното видео. Поздрав од Bad Teacher Crypto и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.